Голема благодарност упатувам до локалната самоуправа на општина Прилеп за обезбедената субвенција во висина од 3.100.000 денари, со која набавивме современа опрема, што ја олеснува нашата работа во различни аспекти, од техничката поддршка до подобрување на функционирањето на сервисите кои секојдневно се користат од нашите корисници. Имено, набавени се современи индустријски машини, од кои перална, сушара, машина за чистење, ходници, правосмукалка, електричен казан за подготовка на храна, фрижидер, машина за миење садови, саламорезница, како и мини трактор косилица. Ова инвестиција е вложување во подобра грижа, поголема ефикасност и повисоки стандарди. Сакам искрено да се заблагодарам и на општествено одговорната кампанија Кромберт и Шуберт Битола, која несебично донираше опрема за нашата куња од ситен инвентар до индустријски машини. Ова донација значајно ќе го подобри процесот на подготовка на храна, ќе го олесни трудот на нашите вработени и ќе придонесе за подобар квалитет за секојдневните оброци за нашите корисници. Исто така, сакам да најавам, во завршна фаза е системот за противпожарна заштита на домот, проект кој чини од околу 2 милиони денари и за кој се обезбедени средства од буџетот на домот. Со ово дополнително се подигнува безбедноста на корисниците на повисоко ниво. Нашата мисија е јасна, да обезбедиме достоинствен живот и професионална грижа за секој наш корисник. Јавувам онака како што беше и во програмата, дека исклучително внимание ќе посветуваме на луѓето во третата доба. Еден од сегментите е овој, домот за стари лица. Продолжуваме и понатаму, веќе во завршна фаза и ќе се отвори активниот центар, односно центарот за активно старење во местната заедница РИД и така натаму, значи целосно посветеност на локалната самоуправа во подобрување на квалитетот на живот на луѓето во третата доба. Сме во фаза на креирање на буџетот за 2026, сме во преговори со Министерството за социјална политика, демографија и млади да го подобриме и буџетот кој што стигнува, затоа што е земничка надлежност, затоа е јавна општинска установа, не е само на локалната самоуправа и се што може да се искористи од општествено одговорните компании и да се зголеми капацитетот на домот за стари лица, но и да се подобрат условите во кои што старите лица згрижени како штитеници овде би живееле и го поминувале нивното секојдневие се додека се тука штитеници. Имаше една иницијатива уште од минатото за отварање на приватни домови за згрижување на стари лица. До сега, од кога сум градоначалник, не стигнала иницијатива, но во секој случај би направиле се што можеме и што е во рамките на надлежностите на локалната самоуправа за да овозможиме локации да се изгради таков дом, затоа што е на вистина потребно. Еве и по ова што го слушнав, дека на вистина не бев информиран, има листа на чекање на штитеници и уште една важна работа е затоа што овој старски дом не е ограничен само на жителите на општина Прилеп, туку имаме штитеници од цела Македонија, наму каде што ќе се најде место, има обврска согласно законите тие истите луѓе да бидат прифатени од домовите. Значи, паралелно треба да се оди и на зголемување на капацитетите, меѓутоа треба да се оди и на ова, како прашање вие што го отворивте, да се отварат согласно и позитивните искуства од другите општини, дека има и приватни кои што добро функционираат и работат и